Заради политиката страда правдата. Во најавата веќе реков дека амнистија е зборот што ќе одбележи 2018-та. Се бара амнистија и за предмети од СЈО. Собранието попладнево со мнозинство гласови ја усвои потребата од донесување на измени на кривичниот законник по скратена постапка, а предлагачи се неколку пратеници од владеачкото мнозинство. Се бара измени на членот 275В, кој се однесува на злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. По овој член се товарат синот на пратеничката Владанка Авировиќ и Сејат Кочан. Авировиќ треба да гласа за уставните измени, а и Рамчиловиќ, кој е од иста партија со Кочан. Измените ќе значат намалување на затворската казна наместо 5 на 4 години. Се бараше, па се повлече и барањето од истата пратеничка група и за членот 353 укинувањето на ставот 5, злоупотреба на службената должност, која е поврзано исто така со јавни набавки или штета на буџетот. Ако се случи да се укине и оваа одредба од законот, може да има и дури 50 на обвинети во 11 предмети од СЈО кои би можеле да бидат на овој начин да не бидат гонети, односно амнестирани. Меѓу нив се, например, поранешните функционери и министри Милијар Накиевски во Топлик и Траекторија, Јанкуловска во Тенки Таргет, Мијалков во Трезор, Канчевска Милевска во Тендери. За сето ова ќе разговараме со моите гости, адвокатот Давидовиќ, добре дојавте, новинарот Саша Димовски, мојот колега, и Натали Петровска од коалицијата Сите за правично судење. Благодарам што сте тука затоа што овие членови кои што последно ги спомнав се најновото што се случуваше денеска, а главниот повод иако ми беше амнестијата за 27 април. Меѓутоа еве прашање до сите тројца. Ова што го кажав во воведот, ќе почнем од вас, Давидовиќ, како го коментирате, затоа што се гледа дека сето ова се прави на брзина заради гласањето за уставни измени, а таму има пратеник, и има мајка на син кој што одговара по овие членови кои се однесуваат на злоупотреба за службена должност, а исто така Рамчиловиќ е близок до Сејат Кочан. Правото е наука. Знаете, има некои основни принципи и правила кон кои не можеме да не се придржуваме. Често пати, зошто ви го кажам ова, често пати во второстепените, па и првостепените одлуки стои дека како отежителна околност се смета зачестеноста на определен вид на кривични дела. Тоа не е точно, тоа не е отежителна околност, тоа е прашање на казнената политика и кога имате зачестеност на определени кривични дела, казната треба да ја заострите законски. Сега се намалува. Тоа сакам да ви го кажам, токму тоа е идејата. Ако имате зачестеност на определени кривични дела, поврзани со тендери, со злоупотреби на службената положба во властување должности, а ги имаме и дури формиравме специјално јавно обвинителство за добар дел на такви кривични дела, правно неиздржано е, неоправдано е да ги намалувате казните за такви вид на кривични дела. Казнената политика морате да ја заострите за да го сузбиете тој вид на криминал. Така да ова нема правна логика и правно оправдување. Освен Што е политика. прашање? Да, правно не. Натали, што мислите, дали ова ќе значи дека ќе паднат половината предмети на СЈО? Затоа што, ајде, има по овој едниот член за кој што денеска претрпе измени, кажав јас за кои ќе се однесува, меѓутоа ако на вистина и 353 се направи, тогаш има голем број на лица на кои што до сега им траја и судења, ќе треба да бидат ослободени од гонење. Ако се направи интервенцијата во членот 353, да, дефинитивно ќе има некои корекции веројатно во самите постапки, корекции во смисла преквалификувања, евентуално ако им успее на обвинителството да го задржат тој формат на... Знаете, битието на кривичното дело треба да се поклопи со она што всушност се случило и она што обвинителството сака да го докаже. Во отсуство на токму таа интервенција која што имаат намера очигледно законодавниот дом да ја направат, ќе има поместување и пореметување во дел од предметите на специјалното јавно обвинителство. Можеби во единствениот функционален орган кој што се справува токму со висок криминал и криминал на бели јаки. Саша, навистина е зачудувачко како, например, нешто што се формираше заради политика, сега ќе се расформира на некој начин, ќе се расформира, меѓутоа ќе се укинат, можно е, многу предмети,
на СЈО. Како гледаш ти на овие работи? Често пати во своите колумни на твојот вебсайт ги критикуваш токму овие политички постапки кои што директно се мешаат во правото и се помалку сме правна држава. Ова е класичен политички пазар што се виде и со денешната расправа во парламентот, бидејќи на секој начин се прави обид покрај формалниот закон за амнестија кој беше донесен минатата недела, на мала врата да се донесат измени кои ќе значат ослободување од вина за голем дел од обвинетите во постапките во СЈО. Видете го парадоксот. Во истиот парламент во исто време е пуштен законот за специјалното јавно обвинителство, кој вели дека треба да му се продолжи мандатот, Катица Јанева да продолжи да го води уште 5 години со сите проширувања, а во исто време тоа за кое беше формирано специјалното јавно обвинителство, преку ова сега викаш ќе заборавиме на се што беше досега и како тргнале со оваквата форма на како вика премиерот на помирување, валјда на крај треба да им се извиниме на сите овие што нешто правеле, за кои 5 години или колку веќе доаѓа почнуваат од истраги до судења. И на крај изгледа ќе треба да му се извиниме и на Груевски што го однесовме до Будимпешта, затоа што покрај ова веројатно ќе се однесуваат сите постапки на лицата за кои ги набројавте. И не може, како што и вчера премиерот на една од емисиите спомна, во име на поголемата цел промена на името нели преку Преспанскиот договор, ние да го закопаме правото. Се сеќавате дека десетици илјади луѓе одеа по улици под мотото нема правда, нема мир. Дали во ваква ситуација ние навистина може да зборуваме за правна држава и тоа што мене ме загрижува е можеби млаката реакција на меѓународната заедница, бидејќи кај да се извештаите сега ќе стигнат од Европската комисија, како тие ќе го нотираат дали ова што сега ни се случува е владење на правото, пред се поради директно мешање, бидејќи овие законски измени сега се носат со јасна цел. Ние не зборуваме превентива, дека нешто ќе превенираме општо, него се знае јасна цел за сите оние кои се обвинети, а од чиј глас зависи поддршката на Уставот. Ова прашање што го наметна мојот колега е всушност каков ќе биде тогаш легитимитетот на СЈО? Ако го гледаме и вака, тие бараат дури со посебен закон да се издвојат, да не бидат ниту во рамките на републичкото обвинителство, а од друга страна излегува дека се за еднократна или употреба според политички цели. Како што беа формирани, така и се употребуваат. Обично е така во животот, начинот на кој ќе настанете и ќе ве снема. Политичка беше одлуката за формирање на специјалното јавно обвинителство и имаше потреба. Апсолутно. Таа потреба се уште постои. Критиките, забелешките на меѓународната јавност, на меѓународната експертска јавност, нашата внатре, се уште се исти. Забелешките и критиките. Ние не ги разрешивме настанатите проблеми за да можеме едноставно да го расформираме специјалното јавно обвинителство. Истото требаше, има предлог, се беше на Советот за реформи, каде што треба да потпадне под капата на обвинителството и да влезе еднакво, да биде основно јавно обвинителство, еднакво на она за организиран криминал. Ваквиот начин на работење и на функционирање со ваквите измени не дава оправдано за постоење на специјалното јавно обвинителство. Но сето тоа на страна. Доаѓаме во ситуација да правната држава не само што не ја заживуваме и не правиме правни реформи, него дури се доведува во прашање со ваквиот начин на функционирање, дали можеби тоа време Иванов не бил во право кога ја даде аболицијата нешто што сега се случува. Да, тоа е многу логично прашање што јас сакав да го поставам, затоа што тогаш беше многу критикуван за аболицијата. Јас и ден сметам дека тоа не требало да го направи, јас сум против, но сум и против ваков начин на решавање на проблемите. Ако не ја дознаеме вистината, ако за определени настани, а замислите, повредени се пратеници во собрание, па што останува за нас, обични луѓе на улица? Секој може да не претепа и утре да биде амнестиран, помилуван или на друг начин да му биде дека за политичарите законот е растеглив, а за останатите граѓани не е. Тоа е жално. Тоа се двојни аршини и селективна правда, она против што се боревме. Но, ако не ги расчистиме работите до крај и не ја дознаеме вистината, па после тоа, по првостепена одлука, по изречена казна, кај што ќе утврдиме вината, ќе ги утврдиме фактите, после дајте им помилување, амнестирајте ги на било кој начин. Правно не е амнестија,
да речеме, и морам овој збор го употребувам за доколку се укинат овие членови за лица кои одговараат по службена должност, туку на некој начин е укинување на одредба по која тие би биле гонети. Со оглед на тоа што постапката е започната, значи веднаш почнува да важи измената или тука е забуната или ретроактивно важи или пак автоматски важи, затоа што пак некои предмети навистени се можеби и при крај дојдени до пресуда. Значи прво да расчистиме дали воопшто ќе бидат донесени измените, кои што Ова е донесена во однос на 27ПВ, потребата од донесување е изгласана. Потребата од донесување е изгласана во поглед на тој конкретен член е намалување на казната. Значи досега беше предвидено да биде минимум 5 години, сега е минимум 4 години. Минимум е. Не одиме поинаква категоризација, што искрена да бидам не дека значи кој знае колку многу, меѓутоа секако дека значи особено за овакви кривични дела. Тенденцијата на измена јас не ја сваќам и не сметам дека е потребна, особено што тоа го каже и Звонко, кога се повторуваат во континуитет кривични дела. Не е поентата да се намалува казната, со тоа се дава легитимитет на повторување на делата. Знае некој дека ќе си помине многу полесно, бидејќи сега веќе се нивелираат казните, се намалуваат и воопшто не е тоа идејата на кривичниот законник и на интенцијата на казнување во држава. Од друга страна, може би лошо терминолошки амнестија, меѓутоа да, некој вид амнестирање на одговорност би било. Повторно, не значи дека законот ќе се донесе и дека ќе почне веднаш да важи. Можеби ќе има некој преклузивен рок, можеби ќе биде одложена неговата примена. Ќе видиме. Значи, не би навлегувале во спекулации дека не да се знаеме. направи. Например, адвокатите на Груевски и Еленко Миланов поднесе едно вакво барање своевремено и тогаш владеачката СДСМ кажа дека тоа се прави за да биде ослободен Груевски и неговите соработници, на што Груевски одговори не. Јас мене не ме гонат по тие членови. Од друга страна, Саша, еве, некако изброивме колку што можеме дека би можеле дури 50 на обвинети да бидат ослободени. Дури 11 предмети што почнуваат на кај Катица Јанева се однесуваат на вакви работи, а целта е веројатно да се обезбеди слобода за Канчевска Милевска, која што треба да ги гласа уставните измени, затоа што во кругот на оние што не би гласале, затоа што се 76, како што кажа премиерот, не се наоѓаат овие кои што всушност и ова го бараат. Овие измени кога и да стапат во сила, веројатно штом брзаат и во скратена постапка одат, ќе ги донесат и ќе стапат во сила веднаш без некакво одлагање. Тоа значи дека сите кои се обвинети во овие постапки ќе се повикаат на важење на поблагиот закон и тој принцип тие ќе го искористат. Доколку стариот закон бил поблаг, би се повикале на него. Меѓутоа сега кога имаме нов, и тоа дури би можело да важи во жалбена постапка за предметот на Вировиќ и на Сејат Кочан, ако гледате, тој со месеци е заглавен во апелациониот суд, што не е случај со другите предмети кои беа пресудени, па дел завршија по жалба, дел беа делумно прифатени или вратени на повторно судење. Што значи дека ваквиот принцип на владење на правото, како што реков од самиот почеток, некој фино си го скоцкал за да ги обезбеди гласовите. Досега ни стекна постапката, ја гледавме Канчевска како предводник на групата од 8 пратеници, меѓутоа незиното дело не се спомнуваше во ниту една од овие форми и би било стварно идиотски да се бориш за другите, например 27 април, а да не си издействуваш за себе било каква привилегија. Од тука ја гледам можноста дека Канчевска Милевска преку ваквиот начин би се спасила себе си. И втората работа, веројатно тоа ќе значи и дел од истрагите кои се во специјалното јавно обвинителство, вклучувајќи го и Скопје 2014. Да, каде што се очекуваше за нејза пријава. Дека и таму нема да биде опфатена во обвинитите и дека на тој начин таа ќе обезбеди поддршката своја и поддршката на овие пратеници за кои зборуваме. Така што мене не ме изненадува дека веднаш штом стапат измените, да тоа ќе биде веројатно јануари првата половина кога ќе се вратат после празниците, ќе ја имаме донесено ваквата одредба и повторно спомнав, класичен политички пазар на мала врата, меѓутоа на долг рок лошо ќе ни се одрази врз постапките. Тоа што го зборуваше Звонко, што станува збор за обичните, ние ќе имаме само тешки кражби, лесни кражби, тепачки обиди за убиство и не знам што, за кои што сите одговараат, а високиот криминал или белите јаки на кои Катица Јанева нели треба да добие мандат да ги гони, ниту еден од нив нема да биде опфатен. Да, тука сакам да поставам прашање во однос на тоа, ако на овој начин, еве и Канчевска Милевска не биде гонета за Скопје 2015, останува
14 останува другите да бидат гонети. Ова го прашувам, ако направам паралела со Ѓоко Поповски, на кој што му се укина на едната казна од 9 години, му остана другата, тој се уште е во затвор. Тој беше символ за осуденик затоа што сторил кривично дело. Не го оправдувам ако судот така ценел, тоа значи имал можеби и докази, меѓутоа излезе дека тој одговара 14 години, еве ајде сега минус 9, ама сите тие негови шефови, ако се земе во предвид ова, нема да одговарат. Значи ли тоа дека останатите лица треба да се плашат службеници дека тие може да одговарат, дури за Скопје 2014, ама шефовите нема да одговарат? Ако дојдеме во ваква ситуација, да, мада измена на членот важи за сите кои ќе бидат обвинети. Так. Но она што го вика и Саш, кои кривични дела ние ќе гониме и со кој образ ќе кажеме дека имаме правна држава, ако навистина високиот криминал, за кој го формиравме специјалното јавно обвинителство, 4 најголеми партии во Македонија, да не заборавиме, констатира дека има потреба од постоење на вакво обвинителство. И што ќе биде делокруг на нивното работење? Со ваквите измени навистина доаѓаме во една многу чудна и смешна ситуација. Само еден парадокс, например во истиот член 353 вели дека со казна ќе се казни и одговорно лице, односно одговорно лице во странско правно лице што има представништво или врши дејност во Република Македонија или лице што врши работи од јавен интерес ако делото е сторено во вршење на негово властување или должност. Да речеме ова одредба ќе остане, ќе се укине она за оние што работат во јавниот сектор и ќе бидат гонети сите што си имаат приватни фирми, представништва. Мислам, некако ми личи парадоксално. Од друга страна, моите информации се дека од 2015 заради усогласување со европското право се бара укинување токму пак на оваа одредба. 4. За приватни фирми и представништва, а не на она петката. Ако вие имате своја приватна фирма, нормално дека не можете да се однесувате како вас ќе ви текне, треба да ги почитувате законските прописи. Но тоа е ваш капитал. Тоа е ваш капитал. Так. Вие сте го создале. А ова е капитал за кој збориме и предстои измената на сите граѓани на Република Македонија, кои плаќаат даноци, плаќаат придонеси и влегуваат тие пари во буџет. Кое е оправдување да ги санкционирате построго луѓето кои што создале свој капитал и својот капитал евентуално го намалуваат и го намалуваат јавниот, односно државниот капитал за кој сите плаќаме. Нема логика, абсурдна е ситуацијата. Со други зборови, минирање на работата на специјалното јавно обвинителство. И најлошо од се што ова се прави на брзина, без јавна дебата, бидејќи сите закони за кои еве сега условно влегува таа судска реформа беа испраќани до Венецијанската комисија, дел постфестум, дел се праќаат сега и од минатата седница на Советот за реформи имавме соопштение дека Венецијанската комисија малте не аплаудирала едногласно за законот за судови и сега покрај условно тој преодна оценка што била дадена за законот за судови, вие во меѓувреме за само 3 дена после тоа на мала врата носите вакви измени за кои ниту е вклучен експертска јавност, ниту поширока јавност. Значи буквално се собрале во парламент, а ако го гледате законот за амнестија, јас стварно сакам да знам кој е автор, бидејќи тоа е толку неписмен закон, да му го дадевте, се не сакам да навредувам ниту една професија, не знам на кого, на дете од 8 оделение, па можеби ќе срочеше подобар закон и правнички, и јазички, и лексички, значи просто се носат закони коса да ви се крене на глава, а тоа некој треба да го применува. И затоа веројатно ќе дојдеме и до темата кој сега ќе го применува тој закон за амнестија, ваков каков што е речиси не применува. Да, токму потегот на вашиот колега Еленко Миланов како пенал беше затоа што им одговори на судијата дека според напишаното што вели Саше така како што го напишале, секој може да побара амнестија. Така што и ние новинарите кои известувавме од настанот можеме да побараме амнестија, да не случајно некој сака да не обвини. Шегата на страна, пред да побидеме на оваа тема, сакам да го видиме фактографот што го направи Огнен Чанчаревиќ, кој што се наврати наназад за да видиме како течеше тој процес до донесувањето на законот за амнестија, кој беше за и кој против и како всушност го направија тој текст. Од помирување или амнестија до помирување преку амнестија.
Како и зошто дојдовме до помилување за настанот кој многумина го квалификуваа како најскандалозен во поновата историја и кој го доби прекарот крвавиот четврток. Амнестијата меѓу редови ја најави премиерот Зоран Заев од собраниската говорница. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случи. Иако долго време тој, владата и неговата матична партија тврдеа дека станува збор за помирување, простување и подавање рака, јавноста и експертите останаа резервирани. Како што течеше времето, така и политичарите го менуваа својот став, особено оние кои беа на другиот крај од столчињата и стативите кои летаа во Собранискиот прес-центар. Минатиот вторник со 95 гласа за, ниту еден против или воздржан, Собранието го усвои законот за амнестија. За законот гласаа и пратеници кои се на обвинителната клупа за настаните од 27 април. Владата остана на ставот дека не станува збор за мешање во правосудниот систем, туку помирување. Важно е дека мешање во судството нема, ниту ќе има по било која основа. Целта на овој закон е да се донесе помирување помеѓу највисокиот орган во државата или во Собранието на Република Македонија. Обвинителката Русковска изјави дека не е задоволна од законот за амнестија, но и дека ќе го почитува. Како обвинител кој вложи многу труд и многу работа во овој предмет, но и како граѓанин на оваа држава, не сум задоволна од законот. Не можам да решам никога да не амнестирам, значи јас како обвинител морам да го почитувам законот. Ако не го почитувам законот, јас правам кривично дело. Што предвидува законот? Амнестијата нема да ги опфати организаторите, вооружените лица, маскираните лица, лицата кои извршиле насилство и службените лица кои не постапиле согласно должностите. Амнестијата ќе важи за лицата кои ги отворија собраниските врати, овозможија толпата да упадне во собранието и да изврши насилство. Рокот кој го предвиде законот за поднесување на барања за амнестија беше 5 дена и истече вчера. 62 лица, осудени или обвинети за настаните од 27 април, обидот за убиство на пратеникот Зијадин Села, нападот на вице-премиерката Шекеринска и други процеси поврзани со насилствата, побара амнестија. За сега се познати имињата на обвинетите кои најавија дека нема да бараат амнестија и меѓу нив нема пратеници. Амнестија нема да бараат Игор Југ, Јане Ченто, Игор Дурловски, Митко Чавков и Душко Лазаров. Сега судот има рок од 5 дена да одлучи по барањата, но веќе се јавија и првите проблеми кои произлегува од нејасните и општи одредби во законот. Кој ќе одлучува за барањата за амнестија? Судијата Добрила Кацарска одби да ги прими барањата и ги препрати до кривичниот совет во судот. Председателот на судот Джолев потврди дека судиите се играат пинг-понг со барањата и по секоја цена се обидуваат да избегнат одговорноста и да одлучуваат. Тој најави дека ќе пресече и ќе назначи кој ќе одлучува по барањата, но тоа се уште не го стори. Вака се стаса и до законот за амнестија. 5 мина се од обвинетите за 27 Давидовиќ не поднесоа барање за амнестија, 29 меѓу кои вашиот колега Еленко Миланов поднесоа, бидејќи ви имате клиент и што поднесе барање и што не поднесе барање. Кажете ми како всушност одлуката на оние што не поднесоа. Како ја коментирате, и мене една работа е нејасна. Кога ќе треба да продолжи судењето за нив, затоа што тие не сакаат амнестија, како ќе продолжи? Сега ќе ви објаснам кога ќе ги законот. нема останатите алки од синџирот? Тоа е најмалиот проблем. Или останатите обвинети? Прво она што е, разговарајќи со Душко Лазаров, бидејќи тоа е лична одлука. Јас не можам како адвокат да решам место обвинетите дали ќе побарат, ќе поднесат барање или не. Душко Лазаров, сметајќи дека не е виновен, дека сите докази кои беа изведени покажуваат дека кај него обвинителството не успело да ја докаже неговата вина, реши да не поднесе барање и да не бара акт на милост од било кого. Но друго е проблем. Ако внимателно го прочитате законот, јас морам да го цитирам, вика, со овој закон се ослободуваат од кривично гонење
со овој закон. Па вика, со амнестија од ставот 1 на овој закон се ослободуваат и наведува. Што значи тоа? Овој закон ги воспоставува правилата, принципите и основите на луѓето кои добиле амнестија со овој закон. Не се добива амнестијата со решението на првостепени на основен еден. Амнестијата се добива со овој закон. По И тоа го автоматизам. пишува. Само констатирање треба да реши судот дали по исклучоците може би некој што побарал амнестија му следува или не. Па аналогно на тоа, луѓето кои што се амнестирани, а по законот за кривична постапка, судот барале не барале, мора да донесе одбивателна пресуда по член, мислам дека 402 од ЗКП, мора да донесе одбивателна пресуда за луѓето иако не побарале. Не носење на таква одбивателна пресуда е суштествена повреда на постапката која во жалбена постапка апелациониот суд по службена должност мора да ја укине пресудата и да ја врати на повторно решавање. Па гледајќи го целиот овој хаос во судството кој е онака на ниски гранки, пратениците успеа 95 на број, наместо да прифатат своја одговорност и да имаат храброст да кажат ние го донесовме овој закон и ние ќе го спроведеме, го предадо жешкиот коштен на судството, давајки му обврски да реши според нив, мада ви објаснив не е така, кој ќе добие амнестија. И згоре на сето тоа, вика, решението за амнестија по одредбите на овој закон ќе го донесе судот кој е донел првостепената пресуда. Која првостепена пресуда за крвавиот четврток, кога не сме ни блиску? Немаме уште ни завршни зборови. Така да судијата Кацарска е во право кога вика јас не сакам да решавам по барањата, затоа што јас треба утре да донесам можеби одбивателна пресуда ако констатирам дека определено лице е опфатено со амнестија, а не поднело барање. Доаѓаме во една ситуација каде што со овој закон е направен уште поголем хаос. Натали, гледајќи ги членовите како се напишани, колку се применливи на вистина, од два аспекта, ова што го спомнат Звонко, дека самиот закон вели дека можеби по автоматизам следи амнестија, од друга страна остави повторно на судот, кој сега игра пинг-понг, кој всушност ќе донесе таква одлука, дали судијата Кацарска или преседателот на судот, односно некој кривичен совет. И јас сум на мислење исто така дека акт на амнестија е самиот закон за амнестија. Не може тоа да биде процесно решение кое што евентуално судот ќе го донесе во рамки на постапката. Дополнително да не зборувам за фактот дека судија посебно на првостепена постапка која што постапува во рамки на постапката, тоа ми е надвор од здрав разум. На вистина. И апсолутно се сумна ставот и на судиката и на Звонко сега што констатираше. Значи, не е таа која што треба да постапи во конкретниот случај. Законот сам по себе е хаотичен од многу аспекти. Мене првично ми е дискутабилно поднесување на барање, како што кажавме. Самиот закон ја наметнува суштината на амнестијата и институтот амнестија на обвинети, осомничени и слично. Се вели дека е потребно претходно да се прибави некое мислење од јавниот обвинител. Да, тука е нејасно и во роковите, 5 дена да се донесе решение, обвинителството во меѓувреме да даде мислење, а не се знае колкаво е тоа време. Не се знае воопшто ни дали е задолжително тоа мислење. Која е вредноста на тоа мислење? Дали ако обвинителот даде негативно мислење, значи дека судиката е обврзана со тоа? Тоа не е објаснето, а од друга страна, ако ги гледаме уставните измени кои се на 15 јануари, а тука е безвременски, уште повеќе е хаотично. Хаотично, дополнително низ степените на постапката. Не е регулирано, например, што ако е во претходна постапка. Што ако некој од осомничените лица, бидејќи законот оперира со еден термин основано сомневање, меѓутоа не и со основи на сомневање кое што упатува на претходна постапка. Што ако некој е во претходна постапка, кој одлучува по тоа? Законот не регулира. Регулира во тек на постапки, тоа дека би било првостепениот суд, понатаму регулира за оние што веќе се на издржување на казна, што искрено според мене е прилично дискриминаторски, на едни да дава можност самите да поднесат барање за амнестија, а на другите да останат на милост и немилост на некоја институција, во случајов казнано-поправната установа, која што треба во име на овие осуденици веќе да поднесе барање. Значи, законот е комплетно, вака како што е, според мене несоодветно применлив од процесен аспект.
Сметам дека има колизија многу и со Законот за кривична постапка, кој што е многу по-силен по тежина на закони и во истиот точно е предвидено кога како се постапува, кога има услови, односно кога е амнестија во прашање. Во случајов членот 402, каде што доколку дојде до амнестија воопшто и некоја од предметите е опфатено со акт на амнестија, судот има обврска во истиот момент да донесе одбивателна пресуда. Дополнително, јавниот обвинител, доколку исто така Законот за кривична постапка предвидува, јавниот обвинител со решение да отфрли кривичната пријава, ако е опфатено исто така со амнестија. Ете така. Значи, само прашање за колегата. Изгледа и овој закон е напишан за белите јаки, затоа што некако таму е најпрецизно определено кој ќе биде амнестиран и направена е уште во законот селекцијата. Веднаш е направена селекцијата, а за останатите делови, како што спомена двајцата ваши соговорници, нема прецизност. Па тоа е она што го зборувавме, значи таа е трката за тие гласови, тие се пресметале дека на овој начин петте пратеници кои што се обвинети во предметот автоматски ќе важи и тие ќе излезат и ќе бидат сигурни гласови, а за овие другиве ќе ги влечеме низ судови бидејќи имаат право и на жалба на ваквото решение до непосредно повисок суд како што викаат. Меѓутоа, јас имам една дилема, не знам како тоа би го направила Вилма Русковска во конкретниот случај. Таму се наведени делата за кои се однесува амнестијата. Меѓутоа, таа може да го преквалификува делото сега пред крај, бидејќи на 15 јануари те закажале завршни зборови. Да. Па да речеме, ако го нема учество во толпа во делот на амнестирани, да ги преквалификува, тоа не значи дека не може сега на крај од изведените докази таа да определи друга форма на кривично дело кое не е опфатено и да ги осудат. Например, здружување за непријателско дејство или други дела, со тоа да ја пресретне амнестијата, велите значи, вие, практично? Да, ќе ги амнестирам за злосторничко здружување, да речеме, така, ако е тоа едно од делата, меѓутоа не е насилство амнестирано, па ќе го преквалификувам бидејќи од изведените докази ќе најдам 3 докази кои асоцираат на тоа дело. Не значи по автоматизам дека се ослободени од сите кривични дела. Така, значи ќе ја пресретне амнестијата со тоа. Може да ја пресретне. Второ, кај рокот. Судот го толкува рокот, барем според вчерашниот брифинг и претседателот на судот Иван Џолев, дека тие имаат 5 дена да одлучат откако јавниот обвинител ќе го поднесе мислењето. Јас не го читам така законот, бидејќи законодавецот му се брзало, знае дека уставните измени се на многу краток рок и тие му даваат 5 и 5, тоа се вкупно 10 дена. Да. Претседателот на судот го толкува дека судот во рок од 5 дена откако јавниот обвинител ќе го донесе, ќе го достави мислењето, тогаш има право да одлучи, што јас не мислам дека е така, а ако постапат на тој начин, значи тоа може. На 15 се закажани завршните зборови, сега се празници, бидејќи до вчера беа 60 и неколку луѓе кои поднеле амнестија, јавниот обвинител во овој или во другите случаи не мора веднаш да даде мислење, може да го направи и на 1 мај. Има неограничено време за да со кој го задолжува и на тој начин може овој предмет комплетно да добие првостепена присуда, а воопшто да не одлучат по барањата. Може и тоа да се случи, ако сака, и тоа за мене би било дури и исправна одлука. Ќе донесеме првостепена одлука, па после ќе ги цениме мислењата. Вака фаличниот закон, дури и тие, колку и да звучи шашаво, што би рекол да е наш политичар, меѓутоа може да се примени на ваков начин. Давидовиќ, со оглед на тоа што сте бранител, меѓутоа еве да речеме што би го спасило процесов? Од една страна, дали тоа значи пресуда да се донесе прво? Прво да ви одговорам на ова и Саше што го кажа. Често пати во пракса постои судиите си го толкуваат законот онака од ракав како им одговара. Затоа се на такво дереже. Законот е јасен. 5 дена да донесе решение од денот на приемот на барањето. Добро, до денеска сите добил, не добил мислење на обвинителот, законот треба да го почитува. Тоа што го кршат законот на страна, па и фаличен е. Но, што би го спасило, не е што би го спасило предметот. Зборам правото и целата постапка со оглед на тоа што овој текст е многу хаотичен и... Само да прекинат политичарите да изиграваат правници нешто за што не се ниту стручени, ниту способни. Нека терат политиката, ама нека дозволат стручените луѓе да донесат закони или барем да бидат прашани па да објаснат. Замислите, имате една ситуација за која слушна цел свет. И вие никогаш немате желба да ја дознаете вистината. Без оглед што сум јас бранител на обвинетите. Тоа е моја работа. Но јас сум против амнестија ваква каква што е. Сум, впрочем, генерално против амнестија.
Зошто? Секој еден настан. Дајте да добиеме правна завршница, дајте да добиеме судска одлука, дајте да се спротивставиме во судница со силината на аргументите и доказите. Судот нека реши. Ама како ќе решава во ситуација кога Лазаров сака да има процес, а од друга страна треба да изведувате докази за луѓе кои се амнестирани и не се опфатени? Како тоа ќе го правите? Требаше ова да го нема. Требаше да се дозволи на вистина да се утврди фактичката состојба, да се дознае вистината, да се добие првостепена пресуда, да се поднесат жалби, таа пресуда да стане правосилна. Тогаш се наред политичарите со акт на некаква милост, волја, желба, нека ги амнестираат. Но тогаш ќе имавме различна ситуација. Тогаш ќе се знаеше кој е виновен и зашто. Тогаш ќе се знаеше кој е невин и дека е без врска ставен меѓу обвинетите. Без таква завршница, ние нормална правна држава, заживување на судството нема да имаме. Судството е доведено сега и онака има низок рейтинг. Во ситуација селективниот закон, селективно да го примени и повторно да биде, условно кажано, повик по него, уште полош него до сега. Сома него заживуваме правниот систем. Петровска, како мислите дека амнестијата ќе продолжи процесот? Како ќе биде напишана пресудата? Ако дел се амнестирани, дел не? Како ќе му се суда на некој, како што го прашав Давидовиќ? Многу е неизвестно. Што со петмината кои не побара амнестија? Тие сакаат процес. Првично дискутабилно за мене е воопшто како судија кој што го води предметот и ја завршува веќе во крајна фаза доказната постапка, е запознат со сите докази во текот на овие изминати колку веќе месеци, му давате да одлучи за тоа дали некој треба да добие амнестија или не. Тој ќе доживее амнезија, а овие некои ќе имаат амнестија, ќе треба да има амнезија судијата. Веројатно, бидејќи точно се става на подзнак прашање и овдека и непристрасноста на судијата. Ако не запознае со сите факти и донесе, еве како што е предвидено во самиот закон, донесе решение за амнестија за некој, тоа значи дека тој го рачуна за виновен веќе, па го амнестира? Или за оние што евентуално би го одбил барањето за амнестија? Значи дека се невини, па ќе го тераат процесот до крај за да ја докажат и утврдат на крај вистината дали се виновни или не. Многу е дискутабилно и во поглед на постапувањето на судијата и со право судиката бара во овој случај да превземе кривична совет или кој да е веќе да одлучува по ова прашање. Искрено да бидам, јас кога би била на незино место, јас би се изземала од постапување во овој предмет. Тоа ми беше едно од прашањата, дали таа ќе се изземе доколку еве Џолев, условно кажано, за да биде појасно, председател на судот побара се таа да го продолжи процесот и колку всушност пак и Вилма Русковска како обвинител може да и помогне во целава постапка или одмогне. Мислам, сега за сега Кацарска се гледа како еден бастион кој што се држи до правото и не сака да има отстапки. Значи, 27 април го следеа ние за контроверзи, почнувајќи од работното време по 12 часа и така натаму, значи пишувавме, критикувавме и сите тие работи стојат. Значи, јас од самиот старт овде зборував да не го силуваме правото, значи да добиеме присуда, бидејќи во ваква фаза, ако дојде до амнестија, ние ќе го имаме само обвинението во така наречениот историја. Некој после 50 години може ќе ги отвори архивите, па ќе сака да знае што се случило, ќе останеме само на тоа што го утврдило обвинителството, но не и пресудата. Во ваква ситуација ни Русковска не може да го исчисти обвинението сега, додека нема формална завршница, тоа значи додека не помине и првостепеното кој сака нека ги носи решенијата и второстепената жалбена постапка, бидејќи некој им предвидел право на жалба на овие решенија. Дали ќе ги одбијат или ќе ги прифатат. Дури во некој рок кој можеби ќе трае 2 месеци, дури тогаш Русковска би можела да го чисти обвинението, па да вика во содејство со тие и тие кои се амнестирани. Бидејќи не е спорно да се чисти. Во текот на постапката има случаи каде што настапиле основи за негонење, застарело кривично дело, починал некој. Ние имаме форми како да се исчисти обвинението. Меѓутоа, во целата оваа ситуација и јас сум на став дека Кривичниот совет и тоа како ги знае предметите, бидејќи 10 пати досега одлучувал по продолжување на притворот. Апелациониот суд и тоа како досега одлучувал за мерките за продолжување на притворот. Во овој случај првостепениот совет не е тој кој треба да одлучува по амнестијата. А ако Кацарска побара сега изземање, а Џолев може да го прифати или да не го прифати, меѓутоа лошо ќе биде да не го прифати. Затоа што на тој начин, ако самиот судија побара изземање, значи има елементи зашто го прави тоа.
И мене ми е овакво многу прифатливо советот од член 22 став 5, мислам дека беше таму на ЗКП, тој да одлучува, а понатаму по жалба нека одлучува кривичниот Да, тоа ми совет. беше и следното прашање, според законот може ли обвинителството да се жали на одлуките на судот Не или може. само Не. обвинетите што мислат? Не. Така е скроен и жалбите дали го одложуваат извршувањето на решенијата. Ма не. Ова не е природна ситуација за да може да ми одговорите на овие Ја прашања. предвидено за Да, тоа. не е предвидено. Повторно За тоа ќе не е ви кажам, предвидено. по мене со овој закон е дадена амнестија на определени лица. Судот само со решение Треба да треба да ги констатира. констатира кои се лицата. Амнестијата е веќе дадена затоа што вика овој закон и правните последици дури од пресудата стапуваат на сила со стапување на сила на овој закон. Не решава судот дали некој е амнестиран или не, само констатира кој е амнестиран со овој закон. Во тоа се разликуваме во пристапот, во тоа кога и како, на кој начин е дадена амнестијата. Тоа е со закон, не со судското решение. Утврдивме на почетокот и сега дека два битни моменти го нарушуваат правниот систем во оваа држава, а тоа е сега измените во кривичниот закон и укинувањето на одредени одредби кои значат гонење по службена должност и оваа амнестија. Очигледно ништо веќе не може да не изненади во оваа држава. Какви ќе бидат последиците од сето ова? Јас мислам дека овој закон создава повторно нееднаквост меѓу луѓето, меѓу обвинетите. Наместо сите да одговараат, дел ќе амнестираме, дел ќе останат на обвинителна клупа и ќе добијат, ако остане вакво кривично дело, високи казни, и не ќе можеме да зборуваме за нормален правен систем, што е жално, затоа што целата борба, целото залагање на сите во Република Македонија беше дека треба да имаме правна држава на нормални и правни основи, не на политички основи. Ако ви имате и позиција и опозиција, кои постојано ротираат и се менуваат, па и едните и другите, викаат дека судството не е во ред и дека правниот систем не е во ред и бараат сите измени, дајте да пристапиме кон тие измени на еден нормален начин, не со шминка и не со на ваков начин да ги регулираме работите. Ќе продолжиме виднаш по паузата со реклами со вашите мислења. Продолжуваме во завршница на оваа дебата. Натали, и за вас прашање во однос и на жалбите, меѓутоа и на целокупниот одраз на правниот систем на еден ваков конфузен закон. Моите прашања некогаш може би звучат конфузно, ама искрено според овој текст ако одиме, навистина не можеме да кажеме дека е јасно што всушност ќе се случува. Дури и да сте правник, верувам дека ќе ви биде тешко да формулирате прашања согласно оваков закон. Меѓутоа, како и да е, во поглед на жалбената постапка која што е предвидена во самиот закон за амнестија, се поставува една многу специфична ситуација во која што велиме дека предходно треба да се прибави мислење на јавниот обвинител во поглед на барањата кои што ќе бидат упатени од обвинетите за амнестија. Утврдивме дека не знаеме дали е тоа задолжително или не прибавено мислење, меѓутоа под претпоставка да е тоа задолжително, доколку јавниот обвинител не се согласи со барањето кое што го упатил обвинетиот, понатаму јавниот обвинител нема можност за жалба. Значи жалбата е предвидена исклучиво за подносителите на барањата за амнестија, што дополнително малку хипотетички, меѓутоа е сериозно да се размисли, не може да се интервенира бидејќи законот е влезен веќе и се применува очигледно, меѓутоа ова е уште еден од пропустите кои што се направени. По однос на целокупното владење на правото, се наметнува некој впечаток дека законодавната власт некако многу нежно го третира криминалот во последниот период, видно од интервенциите во законите и регулативата. Се прави на овој начин некој вид на упад во судската власт, директно влијание во одлучувањето на судовите со овакви закони, а со тоа искрено и се влијае нормално на владењето на правото и на целиот процес поврзан со правосудство, идни правосудни и судски реформи за кои што толку жестоко сите се бориме и гледаме да ги насочиме нормално на правилен пат. Колега, вие веќе нотиравте дека ова е политички закон, одлуките политички се и денешните во собранието однесувањето на потребата за измени на кривичниот закон, и ако ги видиме сите политичари кои што беа ставени во сите овие случаи на СЈ,
па дури и бегството на Груевски, јас ке се пошегувам, меѓутоа да не излезе работава, Груевски врати се, нема зашто да ти судат. Целта ги оправдува средствата е една од максимите, меѓутоа во конкретниот случај мене баш ме интересира која е крајната цел за ние да ги употребиме сите средства и да дојдеме до тоа. Ако е промена на името, дали треба се друго да уништиме и да распродадеме за да дојдеме до таа цел преку вакви форми. Јас го спомнав тоа и на почетокот, значи ние излегува дека на крај треба да им се извиниме на сите овие кои правеле криминал за тоа што некој решил во име на државата 3 години, 4 години да ги гони и уште на крај да им исплатиме штета. Ваквиот начин на практикување на правото ме плаши дека на долг рок ќе им се врати како бумеранг и на сите овие кои се сега. Ние да не заборавиме дека секогаш има политички процеси, но прашањето е во каква форма во парламент, ако сега помине вака како што е, по принципот на како беше сложни попови во Петок мрсат, погледнете ги за ова се едногласни, значи над 90 гласа, а за било кој од другите закони или другите права кои треба да ги опфатат пошироките овако граѓани, ги нема никаде. На ваквиот начин мене не ме чуди, значи буквално да дојдеме и до она што рековме и на почетокот, бесмисленоста на постоењето на СЈО. Не забравете, 4 милиони евра има буџет тие на годишно ниво, така нешто. Тоа е бројка која не само што државата е оштетена од криминалот направен, еве не во овој да речеме, меѓутоа во другите предмети на СЈО. И сега ние уште треба да ги запреме сите процеси, затоа што некој во парламент решил дека тие 8, 20 или колку и да се пратеници се најнеопходните. И навистина сакам да прашам, толку ли е скапа цената што треба да ја платиме за името за да го срушиме целиот систем, каков таков граден во овие, не знам, не само 27, него 50 и кусор години во Република Македонија. Токму и тоа ми беше прашањето, Саша веќе го спомена и буџетот на СЈО кој што ќе биде основа според оној нов предлог закон ако им се усвои, не помалку од тоа ќе треба да добиваат во иднина. Меѓутоа, со оглед на тоа што е неизвестно и како ќе продолжи да функционира, дали во рамките на републичкото обвинителство, под републичкиот обвинител со одредена контрола на некој начин, или вака независно како што Катица Јанева го бара тоа со тој предлог закон каде што таа и сака да остане на челната позиција, тогаш се нарушува и тој систем на давање на ингеренции на самите обвинителства. Затоа што овој член, ако пак се укине од злоупотреба на службена должност поврзана со јавни набавки, тогаш значи не гонење и од организиран криминал, не гонење и од специјалното обвинителство и немањето на потреба за специјалното обвинителство. Оти во еден од членовите таму е наведено дека таа ќе гони председател, парламентарци, премиер. Председатели на политички партии. Јас пак ќе ви кажам, на Советот за реформи едногласно, значи беше покажано и дискутирано и да беа дадени насоки дека Законот за специјално јавно обвинителство, ваков каков што е, не може да помине, додека Законот за јавно обвинителство, во исто време ги разгледувавме, доби подршка. Таму е специјалното јавно обвинителство ставено во исти ранг со обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Тоа е во Законот за јавно обвинителство. Што е добро. Добро е што меѓутоа не ли се мешаат во ингеренциите едни со други? Не, поделени се таму надлежностите и ингеренциите. Да не останат мигрантите само кај организиран криминал. Не, апсолутно не, но што е она битно што сакам да го кажам. Специјалното јавно обвинителство покажа дека со добар буџет вие можете да го формирате истражниот центар кој беше вметнат во Законот за кривична постапка и кој ниедно обвинителство го немаше. Ние сега специјалното јавно обвинителство точно е. Ги нема буџетите. Токму тоа таквиот буџет наместо да сме расипници, треба да го употребиме и да функционира и да работи и за специјалното јавно обвинителство и за организиран криминал. Со таков буџет, со таков истражен центар покажуваме дека навистина добро можеме да функционираме, имаме стручни луѓе. Вие сте за варијантата да специјалното обвинителство биде под капата на републичкото обвинителство и републичкиот обвинител и како оделение или пак уште едно како основно јавно обвинителство за специјално јавно обвинителство во рамки на јавното обвинителство еднакво со она за гонење на организиран криминал. Лошо е, таму беше и кажано дека еден орган, а тоа беше судскиот совет кој не одговараше пред никого. Не смееме да создадеме уште еден орган
кој нема да одговара пред никого специјалното Според јавно предлог обвинителство. закона за специјално Така е. обвинителство што излезе, мора да има контрола не и одговара мора да никаде. има надзор. И тоа не смееме никош веќе во пракса да дозволиме ниту еден орган да нема контрола и да нема надзор над своето работење. Јас само ќе напоменам апропо парите дека кога побаравме и истражувавме за колку пари каде се потрошени од специјалното обвинителство, тие тоа го заштитија со назнака дека е тајно и дека не можеме да видиме каде точно се потрошени парите. Натали, сакам да ве прашам и вас во однос на функционирањето на специјалното јавно обвинителство, дали како посебно која не одговара или пак во рамките на републичкото и колку на вистина ќе има колизија или ќе ги зема предметите и на организиран криминал. Видете, специјалното јавно обвинителство, како што милуваме сите да кажеме последниот период, е успешна приказна во Македонија, со буџетот кој што беше одобрен и кој што го имаа на располагање, покажа како вистински еден орган во оваа држава на крајот од денот успева да се справи со финансиски криминали и со финансиски истраги. Сега, јас сметам... Само малце е прашањето колку пресуди има, всушност. Да, меѓутоа имајте во предвид дека извесен период од нивното постапување има па и обструкции до после промената на власта. Меѓутоа, да, имате право, многу од предметите се водат и се уште во тек, затоа и ние многу пати реагиравме токму и за овој предмет 27 април, за кој што еве амнестијата е стасана наред. Интензитетот на водење на тој предмет наспроти сите оние што ги имаше специјалното јавно обвинителство, кој што имаше и притворенички и слично. Специјалното јавно обвинителство неопходно е да биде ставено во еден систем кој што би бил согласно со уставот, хиерархиски да биде поставено согласно државното, односно државниот јавен обвинител. Меѓутоа сметам дека во секој случај мора да се има во предвид дека треба да се обезбеди некој вид на автономија, токму поради ова што го покаже како добра пракса на функционирање досега. Невлијанието и неможноста да се влие на одлуките таму. Факт е дека треба да се воспостави некој механизам. Противречни. Оти овоа политиката и таму сега ќе влие на нивните одлуки, дали тоа го зборуваме на почетокот. Да, дефинитивно. Неопходно е да се воспостави некој механизам за да не создадеме одново една структура која што никој нема да може да ја контролира. Може би е среќни околности се сега во моментов дека не е злоупотребена таа структура со целата таа надлежност што имаше, меѓутоа не знаеме како ќе биде тоа понатамо доколку обстои. Затоа е неопходно да се воведат некои механизми на контрола, меѓутоа сум на мислење дека дефинитивно треба да се има во предвид да се обезбеди автономијата во одлучувањето, бидејќи па го знаеме и лошото искуство претходно со претходните обвинители на Република Македонија. Димовски, што мислите вие за потребата од законот и дали би бил во рамките на републичкото или не? Само да напоменам дека Вилма Русковска, која што е сега начело на обвинителството за спречување на организиран криминал, беше критична во однос на тоа дека треба да се издвои специјалното обвинителство со еден ваков предлог закон, како што можам да речам го предложи КТЦ. Ваквиот закон според мене во многу членови е неуставен, почнувајќи од хиерархијата во самото обвинителство. Ако видите таму во опсегот на делата кои сега им се даваа, значи СЈО понатаму ќе може да гони и за давање на лажен исказ во постапка за која тие ја водат. Во таа постапка ќе имате, не е битно дали е Катица Јанева, дали е Лиле, дали е Бети и не знам кој од таму, што ќе ве гони и во прва степен и ќе се појави по жалба во апелација и ќе се појави до Врховен суд. Тоа го нема во ниту една од земјите на демократски развиениот свет, еден обвинител да ви биде од почеток до крај. Затоа тој систем на хиерархија мора да постои доколку се одлучат тоа обвинителство да биде автономно во рамки на републичкото, посебно ќе мора да се предвиди во најмала рака барем жалбен обвинител, кој би бил во самото обвинителство, меѓутоа ќе се знае дека тој е второстепен и ќе постапува пред апелациониот или пред Врховниот суд. Не може без оглед кој и колку е стручен, некој со 5 или како што е сега услово таму да има најмалку 5 години стаж за да биде обвинител во СЈО,
да се појави и да застапува предмет дури во Врховен суд. Да, меѓутоа од друга страна пак и тој со 5 години искуство може по укинувањето на обвинителството да биде виш обвинител или пак да оди погоре по вториот автоматизам. систем на кариера, каде што вика, од една страна во законот вика, ако се укине ова обвинителство и мирува функцијата, нели, од кај што дошле, што значи Катица би се вратила во Гевгелија, но во истиот закон и вика, по престанување на мандатот на специјалната обвинителка, таа ќе биде заменик републички обвинител. Самиот закон има две основи. Ако и мирува, тогаш нема потреба да се грижиме за било што понатаму, бидејќи се знае од кој обвинителство било избрано. Во исто време, зошто ги унапредуваш, ако има две алтернативи во преодните и завршни одредби, така вика, ако се укине, правиме вака, ако продолжи, правиме вака. Што значи власта е на два ума, од една страна предвиделе основи дека може да се укине, така да ваквиот концепт не можам да го прифатам вели како за што е. незините помошници, а тоа се обвинители, дека се помошници. Од друга страна, помошниците, значи од обвинители се претвараат во помошници, а потоа пак се претвараат во обвинители, кога ќе дојде ред да се укине и одат во вишото обвинителство. Тие формално се обвинители, бидејќи сите доаѓаат од јавните обвинителства и затоа има многу недоречености во самиот закон. Тие треба да се бидат јавен обвинител, бидејќи се избрани за таа функција, и тие, како и во организиран криминал, доаѓаат времено со определен мандат. Дали е тоа 5 години, 4 години со право на реизбор се пишува во законот. И од тука нема потреба од помошници, бидејќи тој не може во име на Катица Јанева да ги застапува сите обвиненија како што е сега. И само за крај коментарот дека Катица Јанева всушност со тој предлог има интенција таа да остане на функцијата, да нема реизбор? Па тоа е идејата, значи да помине уште 5 години, тоа е уште еден од проблематичните основи, ако беше избрана со политички договор, зошто сега повторно на јавен конкурс ние да немаме републички обвинител во СЈО кој ќе биде избран, нека биде избран во парламентот. Зошто сега наеднаш му ја префрламе можноста СЈО, односно обвинителот да биде избран во советот на јавни обвинители? А ако се согласат во парламент да има потреба од продолжување во било каква форма, тогаш нека го продолжат принципот, па барем нека биде во согласност со мнозинството пратеници во собранието. Очигледно за оваа тема и понатаму ќе се дискутира. Ви благодарам што бевте гости и што одговоривте и на прашањата за измените на кривичниот законник, за законот за амнестија, па дури и овие предлози за тоа како ќе обстојува СЈО понатаму. Ќе видиме што уште ќе не изненади до крајот на годинава. Од мене толку во топ тема на ваша страна за 2018 година, се гледаме во 2019. Имајте пријатна вечер.